осим тие 4 општини кои се завели варедна ситуација, и Бусират е можеби највише од Низа Касал, затоа што не е толку снег. Ние до први метар и не броиме снего, ни у Караманица, ни у Плоча, каде си е редовно стање горе у високите делове, него се деси да шумата не опаднала и да просто направи катастрофа. Обара џанки, обара храстове максимално, оти шумата натежи, направи циркове. Тоа се слики, тоа се сцени, жртви нема, фала на Бога. Ангажували сме се од прошли петак на терено ЈП ГЗП, односно Дирекција популарна под руководство на Сталете, сек ден 2, дори 2 дена и 3 екипи. Тоа е петак, субота, неделја, понеделник, вторник, среда, четврток. Веќе 7 ден. Преди малку се договориме, највечер е колегиум у дистрибуција и тега ги јапа викнем моите јавни предузеќа, да им дадем задаци како штаб, де некако го закаривали, сега го оглавјавам, ујутрото на која страна ќе ватат. Дужност на стралевите екипи, ЈКП јелените екипи, од 2 екипи сек ден, дали да с мамбата или да се 110-ката, како веќе, овамо со слади ниви, не чипове, и ЈП услуга с една екипа, и спортското сек ден с една екипа, па прорачунате колку тука има, плюс 3 јавни работници на територијата из која се село им се даде која мала да идат и што да потрзат. Нема логика да ние со овим Караманица на твата кешта да трсиме, мади тоа се тражи од некој, али ја апелуjem, људи, каде са вашите кешти, каде имате роднини да ги помагате? Ние не може сега да стигнеме, идете и помогнете. Превасходно се гледа да се пушти све ако може, ако не може, после нас каде се отрсат грањите, екипите на ЕПСО, кои има свак ден по 4 екипи на терено, пуштат по една фаза да би могло да се замрзивачите среда, да има човеци виделце, да може да циркулишат. А после тоа ќе се заврне и тоа да се среди. Има многу строшени бандери и на високиот напон, што е зле, и на нискиот напон још позле, точниот број ќе се каже, ја могу да ви кажем за Злидов, имаме према Шаркинци 2 бандери и имаме према Пешовци 1 бандера. Че мораше неколку дена да причекат, сад тренутно се работи у Дукат од 12 трансформатора не работи ни единствен. Веќе екипи 4ти ден работат на растрсување на грањето кое е паднало и откинало, жичка не е прчало од грло, од Црноштица до Конјичка река, па до центарот на селото, да пуштиме далеко водо. Па после ќе се гранаме на каде Дудина мала, на каде Горња мала, на каде Црепиновци, Вадница и каде ли веќе не. Почнали се овде да се дизат жици, тоа е устрањето, едно време с хеликоптери турано, не е све по путо. Бога ми е страхотно, страхотно. Ја кога погледам снимци и слики, дори един ден и ја и Стевица, мој, Минјој и Владан Николов учествуваме с мотор, тачи стиме една девоница у Рикачево, 3,5 сата, Бога ми, гола вода беве. Значи, това Господ ја оборил све оно што сме ние требали, односно мештаните, односно не знам кој да ториме един Икс. Едно време знам да се организуеш и у Груници од каде е башта ми, па и у Рикачево од каде е деда ми на жена ми башта, да си очистат линијата, да би могло да имате светлана струја. Са се управо паднали тие нараснали јако храстеве, буќи, брези и така дали, се направили катастрофи. Општината преземала све што може, телефонот е дежурен, каде треба да се доктор да отиде, и каде не е очистено поди екипа пред това, иде да работи, имаше ме строшено многу у Горња Ржана, али он ка природно строшено многу, средено е, жената е доведена тука и е санирана, хлеб да се носи имаше на повеќе места, да се доведат до болници имаше на повеќе места, тоа е па трети екипи кои идат да возат и да довозат каде што е потребно, саобраќај се одвија несметано, дори првиот ден се отишли у Караманица, језда са понели мотор, па са трцили и они, прво са се повлачили, али после тоа, деко из ПЗП-то, појде се со ние високи, длги стихелови тие на 3 метра и гледам одсекал и очистил момчето, паркирано до путот дрвљата. Идете, ако ништо друго, тие кои ме слушат, да си приведете дрвата од вашите путеви и њиви по селата, оти имате кубици и кубици. Кубици и кубици. Така да, све што е могло до нас, поново понаѓам, фала што нема жртви. Другото е, ја сад чекаме Ананија да идеме до Дукат, Ананија шеф на ЕПСО, пошто сите коли е дал, а ја веќе за некои 15-20 минути ќе завршиме разговор, одим и ја с нега да видиме до дека се е стигнало горе и што можеме још да удараме наши сили.
понеже суседните општини се натраваја многу зле и тамо некои други општини се многу зле, оние нема човеци кои да појдат на терено. Ние имам, за сега јавните преduzeća тоа работат, уз помош на општината, началникот дава свако јутро нива, понавljам и спортистите, и шофер дава Љубишу, така да и Центар за социјална Саву дава и колата. Могу да ви кажем дека една кохерентна екипа е направена и бутаме. Сега, некој ќе рече зашто баш при нас нема. Имало е села на југ каде тоа могло да се заврши за един ден, имало е села каде требало 3 дена. Али и не дај Боже, тука што изгреши или кој изгреши, не знам, уништено све као да не е постојало. Тоа е нешто страшно и затоа тамо и најкасно ќе добијат.